Фераристите се во екстаза, бидејќи марката од Маранело подготви два новитета. И двата се без покрив, така што нивното скоро истовремено представување малку изненади. Првиот е наследник на 488 и ја има ознаката F8 Spider. Единствените разлики од купето, покажано во Женева, се склопливиот трд покрив и коригираниот заден дел за неговото сместување. За неговото отворање се потребни само 14 секунди под услов брзината да е помала од 45 км на час. Со овој болид тоа ќе биде тешко, бидејќи 3,9 литарскиот твин турбо V8 мотор му испорачува 720 конски сили. Со нив за спринт до 100 км на час се доволни 2,9, а до 200 8,2 секунди. Благодарение на унапредената аеродинамика, F8 Spider максимално може да постигне 340 км на час. За одбележување е и тоа што се искористени некои технички решенија од писта, изведбата и тркачкиот 488 Challenge. Вториот новитет од Маранело е поинтересен, бидејќи со него Ферари после половина век ги враќа V12 машините во кабриолетите од редовната понуда. Последен таков беше 365 GTS, во чест на кој и сегашниот ги има истите букви во ознаката. Бројката 812 пак покажува дека за основа е земен моделот Superfast, но не и дека е најсилниот кабриолет во светот. Како и F8 Spider, и тој има склоплив тврд покрив кој се отвора или затвора за исто време. За погон на овој 1600 кг тежок кабриолет се грижи 6,5 литарскиот мотор кој располага со 800 коњи. Сега таа сила се пренесува на задните тркала преку 7 степен менувач со двојна спојка, обезбедувајќи му перформанси скоро идентични како и на F8 Spider. За овој модел од Ферари уште наведуваат дека има багажник од 210 литри, тркала од 20 инчи и дискови на сопирачките од 398 напред и 360 мм назад. Интересно е и дека задното стакло кое служи како дефлектор се задвижува електрично, со што се отстрануваат сите бариери према V12 мелодијата. Цените и на двата модела засега не се објавени.